Татко е татко. Ето, Да, Петърчанец пред 50 години дошъл тук. Ако, драго ми. Може ли да ме послужиме со нещо? Благодаря много. Друга А прилика. защо? Па може ли да имаме там друга прилика? Вие сте познати по Алба, по Полачи. Едно парче може да пробвате, май. 50 години сте тук, не е ли така? Той ли е татко ви там, всеки ден? Да, той ми е татко тук. Да, да. Как сте? И много е ова, много е. Нека малко. Дайте две видюшки. Две видюшки си ми дайте, цуре, да послужимо. Господин, добър ден. Кой е съпругата моя? Драго ми, аз съм Анна. Послужите ми, сакате нещо друго? Ева ќе ви дадам дома да понесете. Ова е ручна работа македонска. Ова е специалитет, иначе на 10 години. Зато ви викам, ни ова се. Аз ще пробваме дома. Само вие вземете. Боза или нада има изкола. Сакате боза? Ай, Боза. Дай по една боза. Има подайте боза. Сакате и вие мене да правите? Не помените другите вземи. Па зато викам. А традиция. Лето што немам и сладолет, иначе познати сме и по сладолет, да? От цел свет доаѓа. Убедлив и траен впечаток председателот Трајковски остави и во обновениот процес за стабилизација на земјите од југоисточна Европа. Това, което направи президента Трајковски за своите съграждани, за своята държава, ще се помни дълго. Аз мисля, че той беше сред първите балкански политици, които така ревниво отстояваха идеята за европейска атлантическа интеграция на нашите Балкани. Сред малкото балкански политици, който можеше да вижда в бъдещето, който знаеше, че затрудненията, дето изпитват неговите съграждани вчера и днес, ще останат с миналото, ако всички имат достатъчно кураж, за да преминат през тях. Затова сигурен съм, че един ден гражданите на Република България и гражданите на Република Македония ще се срещнем отново заедно в един голям разширен Европейски съюз. Сигурен съм, че тогава всички ще си спомним за голямата роля, за значението и за пътя, който проправяше с толкова трудности, с толкова жертви и с не малко врагове, неприятели и завистници, президента Борис Трајковски. Мислам дека беше првиот лидер во Македонија или првиот водач или државник, како сакате, кој ја демистифицира функцијата или улогата државник, водител, водач, лидер и така натаму. Беше многу скромен, многу едноставен. Знаеше да почитува други мислења, дури почитуваше и уважуваше мислења и тогаш кога тие беа диаметрално спротивно со неговите ставови и секогаш бараше аргументи. Ако ќе му се нудеа добри аргументи, тој секогаш беше спремен да ги прифати тие предлози, ставови, мислења, дури да се повлече со тие ставови. Знаеше да избира екипа, советници и знаеше и да ги користи до крај и мислам дека тоа се покаже и на дело. Тој направи некои важни, многу важни проекти. Беше уважена личност не само внатре, туку и надвор, дури за жал многу повеќе надвор.
Така што Македонија се афирмира многу по името на Борис Трајковски. Тој стана бренд на една нова генерација на политичари во Балканот. On je bio taj faktor koji je stabilizirao makedonsko društvo, stabilizirao makedonske institucije i pomogao je da se bez većih potresa Makedonija opredijeli na rješavanje svojih strateških pitanja, da se opredijeli na razvoj ekonomije и на уклучивање у евроатлантски интеграции. Би извел две линии на неговиот легат. Едно е моралната вертикала и силата да се извлечат правила, да се почувствува правилниот политички курс за државата која се предводи, тоа се внатрешните параметри на лидер. Второ е една исклучителна надворешно политичка, би рекол, операбилност или врски и мрежа која за мала држава како што е Македонија ја создава нејзината клучна или суштинска меѓународна, јакне нејзината меѓународна позиција. И тука Борис е неповторлив и сметам дека сум објективен во давање на таа проценка, не само субјективен, бидејќи ми беше и ми е пријател. Жал ми е што имав прилика да знам таков човек само 15 години. Каква е ползата, браќа мои, ако некој рече дека има вера, а дела нема? Може ли верата да го спаси? Ако некој брат или сестра се голи и немаат што да јадат, па некој од вас им рече, одете си со мир, грејте се и наситете се, а не им даде што им е потребно за телото. Каква полза? Верата, ако нема дела, сама по себе е мртва. Слушам на CNN дека стално кружи една, да не кажам за мене, и увредлива констатација дека ова е срам за Македонија. Ова е срам за меѓународната заедница. Никој од вас не прашува кои се проблемите на оваа влада и на оваа држава. Многу убаво вие следите оддалеку од Шведска, ги следите настаните. Јас ќе ви предложам нешто конкретно. Пратете 100 авиони на Скопскиот аеродром и пренесете ги во Стокхолм. Трајковски, кој тогаш ја извршуваше функцијата заменик министер за надворешни работи, беше предводник во хуманитарното разрешување на најголемата бегалска криза што се надвисна над мултиетничка Македонија. Земјата со 2 милиона жители згрижи 360.000 бегалци од Косово. For Boris, his religion was the one of Jesus, and his religion, contrary to popular opinion, was a person with a good heart who cared for widows and orphans. He emulated this in his spirit, and it was amazing how he worked to implement and see this vision of people with a good heart and caring for widows and orphans. That's what he really was trying to accomplish in his life. Во слободна и независна Република Македонија, следниот, уште потежок предизвик беше 2001 година.